Неспорно е сведочењето и во својство на оштетен мое пред јавното обвинителство во случајот со организираните и логистички полициски поддржани настани во Собранието од 27 април. Тоа што го соопштив пред јавното обвинителство е целокупната слика на која што сведочев од галеријата и на целокупните настани кои што се случува во прес-салата на Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, она на што ставив акцент е потребата од една посериозна истрага на обвинителството и на повисоко ниво во делот на организираниот криминал во однос на вклученоста на луѓе, службени лица од различни институции, воено и милитарни, кои што, милитарно и полициски, кои што има активно учество во настаните од 27 и фактот што станува збор за упад, организиран, насилен, на лица во витален објект за безбедноста на Република Македонија, што согласно подзаконските и законските акти на Република Македонија подлежи на посебен систем на внатрешно и надворешно обезбедување, што не може да се третира како учество во толпа заради фактот што не постои кривично дело учество во толпа во витален објект. Оттука апелирав и до јавното обвинителство и во моите искази да се поведе одговорност, истрага за одговорноста на сите инволвирани во пропуштените превентивно-оперативни мерки кои што имале обврска да ги спречат и превенираат овие организирани упади во витални објекти на Република Македонија, односно во Собранието, и да спречат организирано и политички мотивирано насилство, психофизичко и неуспешен обид за атентат на идниот премиер на Република Македонија, господинот Зоран Заев, и политичко убиство на господинот Зијадин Села, кој што е представник на политичка партија, председател на политичка партија и коалициски партнер во овој случај. Несериозноста со која што се пристапува кон обвиненијата покажува на една брзоплетост намерна на самите институции кои што зад превезот на учество во толпа сакаат да прикријат нешто што е многу посериозна индикација за едно злосторничко здружување и обид за терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, имајќи во предвид дека законодавниот дом е носител на законодавната власт и темелна вредност на уставниот поредок. Оттука еден апел до сите професионалци во институциите на Република Македонија, сите службени лица со своето активно учество да посведочат и да се пријават пред јавното обвинителство како сведоци на настани или на ситуации кои што можат да аргументираат намерна саботажа или оневозможување нивно во извршување на службената задача, која што очигледно не била преземена онака како што бараат законите во Република Македонија. Господи Ремински, од пред 10 минути лидерот на вашата партија, господинот Заев, и официјално е мандатар на новата влада. Дали сте вие идниот министер за труд? Јас не би одговарала на прашањето додека не дојде време да се направат сите подготовки за едно легитимно и легално постапување од страна на мандатарот, што е дополнителна потврда дека и за ова за што денеска говоревме пред јавното обвинителство треба да се свати многу посериозно, затоа што не станува збор за обичен граѓанин или носител на некаква државна функција, туку за премиер, иден премиер на Република Македонија, врз кој што имало обид и сериозен обид за атентат, што за среќа е неуспешен.